Како што најавивме на почетокот на утрински петчат, ќе разговараме за земјотресот во Турција, но ќе разговараме и за градбите во Скопје. Со нас во студиото е професор доктор Зоран Ракичевиќ од ИЗИС, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Тешко за изговарање, ама ИЗИС е веќе, ми се чини, не само познат меѓу нашите граѓани, меѓународно доби еден своја афирмација како институт кој што сериозно се занимава со земјотресите. Господин Ракичевиќ, како го објаснувате ова што се случи во Турција? Мораше ли да дојде до волку големи потреси, до вакви штети, до вакви жртви? Мислам, на крајот, она што е материјална штета ќе се реновира, ќе се изгради, меѓутоа жртвите се во голем број, тие се недоместиви. Добро утро пред се на вашите гледачи, на сите на вас. Благодарам за поканата за учество во вашата емисија и да се разговараме на многу актуелна и тема која е присутна овде и присутна е, да кажеме, долги години наназад. Ние во Македонија сме во зона на активни сеизмички дејства. Меѓутоа се задржиме на вашето прашање дали мораше се случи. Земјотресите се случуваат. Турција е позната по своите дека е високо сеизмички активна, дека сеизмичкиот хазард во Турција и така наречената сеизмичката опасност, како би го превеле хазардот, оно што значи сеизмички хазард, е голема. Северно на Долскиот расет, ова што се случи е последица на активирање на источно на Долскиот расет, кои може да генерираат земјотреси со оваа магнитуда. Зошто? Дали мораше биде така? Видите, земјотресите се природна појава, те не ги убиваат луѓето, не ги рушат зградите се рушат заради низа причини кои треба се погодат во исто време. Едно од нив е нормално и неквалитетно проектирање и градење. Не сакам да прejudicирам ништо однапред, затоа што да се случат вакви работи како што се случија и да се видат, односно гледката е срамотна, влијат многу фактори. Ослободена е голема енергија, 7,8 магнитуда е како е магнитуда голем земјотрес, релативно плиток, 17 и нешто километри, не е тоа длабок. Тоа значи дека енергијата ќе се ослободи на помало подрачје, меѓутоа ќе биде поголема, нема време да се дисипира енергијата. Вие номинарите полюбите многу да дискутирате магнитуда ваква, магнитуда таква, колку објекти, колкава магнитуда може да издржат. Сепак нас инженерите малце други податоци ни се битни, ние се водиме од природните закони. На објектите делуваат сили, тоа е Њутоновиот закон. Објектите има маса и забрзувањето тоа ние што го мериме како инженери со нашата мрежа за регистрација на силни земјотреси. Сеизмолозите се тие кои што повеќе расправаат и за нив е битна магнитудата. Магнитудата, сите знаеме, мерка за слободена енергија во хипоцентарот, долу во земјата, кај што се случува земјотресот, меѓутоа бранот, сеизмичкиот бран патува додека не стигне до површината. На тој пат дел од таа енергија се троши, зависно од почвените услови кои се на површината, тој бран, неговиот фреквентен состав, енергетски состав може да се измени. Може да биде мултиплициран неколку пати, во зависност од самите карактеристики на тлото и на објектите кои се градат на нив, може овој ефект уште повеќе да се зголеми. Очекувате дека сега ќе има уште потреси силни? Од негде била постепено се намалува. Не благодарно да се каже, меѓутоа очекувано е да полека поштува тлото да се смирува. Значи имавме еден од 7,8, има еден 7,5, имавме 6,8. Така да тоа се може да се случи да после некое известно време, 2-3 месеци, да се активира некој друг расет во близина од вредна магнитуда. Сите тие работи се можни, меѓутоа предвидувањата од типот нема повеќе да има, или јас тврдам, се многу непрофесионални, како да кажам, не се за да третираме за сериозно. Така, вие претпоставувам како сите граѓани гледаме слики од тоа како се рушат пред очите на камерата.
цели згради, не се тоа да речеме стари куќарчиња како што во времето во Скопје и се уште може да остануваат. Дали се тоа нови згради кои што се не градени по стандардите асеизмички или има се претежно стари градби кои што паднале? Знаете зашто ве прашувам? Затоа што во Турција имаше сличен ваков голем. Имаше 99 во Узмит. Тогаш видовме дека имаше многу градби каде што имаше конзерви внесено, имаше неквалитети, тогаш си понесе одговорност тие што требаше веројатно да одговор. На понесот, но не е тоа најважно. Дали пак станува збор за такво нешто или е толку силен земјотресот што секоја зграда може да е... Не, видите, во принцип не може однапред да се каже, вака гледано од дрон, снимки од дроновите, реков, гледката е сработна, меѓутоа за да се сруши зграда така, нормално дека доживеме како имала мак. Значи доволно е одреден број на конструктивни елементи, столбови да попуштат и вие го имате тој ефект на нарушање на палачинка. Например, бургери добивате едно на друго и тоа е страхотно. Тука нема помош. Тука треба да имате среќа да бидете зафатен во некој джеп и да после спасувачките екипи да дојдат на време и да ви лечат, меѓутоа гледате бројката стигна повеќе од 12.000. 12.000 со Сирија. Значи го надминува земјотресот од 99 година што случи во Измит. Турците ја научија лекцијата тогаш, имаат прописи, напреднати се далеко од тоа. Меѓутоа самите градби, процесот на градење е сложен процес, поврзан од повеќе делови и секој дел треба да биде испочитуван од проектирање, од ревизија, надзор, градење, материјали, стандарди и така натаму. Било кој да потврли од овие, имате она што се случи нормално и дека треба да биме свесни дека сеизмичкиот ризик, она што се случи, треба да се избегнува и да се намали. Не е добро... Што значи тоа? Тоа значи дека хазардот постои. Значи тој расет може да генерира таков тип на земјотрес со такава големина. Во Јапонија постојано има земјотрес. Треба да се избегнуваат. Значи секоја држава, секоја локална самоуправа, делови, како организира Турција и кај нас, треба да има да планира начинот да ги избегнува тие подрачја густо да ги населува. Ние гледаме како е населено. Значи многу е густо, не е само прашање дали објектот е проектиран, како е проектиран, како е граден, туку и ние ако имаме на Чичкани еден мал простор, толку многу објекти. И една лошо изградена зграда може ги да предизвика и рушење на други згради. Она што се постава прашање и се гледа дека некои објекти стојат, некои тотално се срушени. Тој другиот објект не е нечепнат или здрав. Ние не знаме каков е. Меѓутоа сигурно дека е тој доста добро оштетен, меѓутоа не гледаме внатре како е објект. Зошто тој останал е причини кои треба доправа да се гледат, тоа може со увид на терен. Дали е неквалитетна градба, дали е неквалитетно проектирање, дали затаил процесот на контрола, дали се случил земјотрес со јачина која е поголем од проектниот. Затоа што едно е сеизмички хазард, колку што може да се тоа прасет да се генерира земјотреси, и друго се прописите кои државата ги усвојува. Прописот е државен документ во кој бидејќи земјотресот се случува на секој проектни земјотрес по светски прописи за регуларни конструкции на 500 години, за објекти од вон категорија на 1000 години. Значи во тој бидејќи сега на 500 години ние не можеме, не економски не исплатливо. Државата не може да го поднесе тој товар над себе да прави нуклеарни бункери, да бидат 100% сигурни од земјата, меѓутоа и во тој случај не сме сигурни затоа што не можеме да се бориме да ја победиме силата која што може да ја генерира природата. Професоре, ваквите катастрофи кога се случуваат и да се далеку од нас, секогаш предизвикуваат страв и проверка на животот што ние го имаме во Скопје, дотолку повеќе што еднашка и сме го поминале ова на еден несоодветен начин, да кажем, во кој што имаше голем број на жртви. Поуката Скопје се чини дека ја научи, дека почнеме да градиме асеизмички градби, меѓутоа Скопје е во експанзија на градби.
почнуваме да имаме згради густо населени една до друга. Дали е тоа само по себе мал предизвик дека не дај Боже во вакви ситуации нема да бидат безбедни и добро направените згради? Прашањето ви е на место и добре да се поставува почесто. Ние треба да научиме да живееме со земјотресите. Скопје 63 година е еден добар показател, лош сепак. Загина 1070 лица, 3000 беа повредени. Штетата беше поголема од учеството на тогашната Република Македонија во буџетот колку што во БДП на Југославија. Огромни штети и мислам дека ја научивме лекцијата. Бар се надевам дека и тоа така и се... Затоа што ние имаме добри прописи. 64 година, 81 година, сега се воведени во паралелна употреба се еврокодовите, кои се на уште повисоко ниво. Значи, ние треба се научиме да ги почитуваме и применуваме. Во колку работиме како треба, а не како мислам, и она теза што некои сакаат да ја протераат дека она што не е забрането и дозволено е многу опасно. Значи, прописите точно кажуваат како се проектира, како треба да се постапи, како треба да се прават деталите, како треба да се гради, кои материјали, како треба да се испитат, кои треба да се задоволат стандарди, за да една конструкција, една градба биде сеизмички отпорна. И тоа вие го правите. Тоа ние го правиме. Но вие не учествувате во планирањето на планирањето треба, ние имаме на државно ниво стратегија и имаме центар за управување со кризи. Тоа е државна стратегија која и општините се должни да спроведат такви планови. Значи, да покрај сите други опасности кои се можат да се случат на територијата на локалната самоуправа, на државата, дали е тоа поплава, дали е пожар, земјотрес е исто природна непогода, опасност, која меѓутоа се јавува многу поретко од овие другите. И треба се предвиди и да се избегнуваат, односно не може на секоја парцела да се гради објект со желбата на некој. Значи, урбанистичкиот план, генералниот, па и деталниот не е желботека. Значи, локалните почвени услови, не само квалитетот на градбата, туку и локалните почвени услови диктираат какви објекти, која спратност може да бидат изградени. Значи, вие сметате дека сепак премногу густо е... Густата населеност од само по себе го усложнува можноста за интервенција после случаен земјотрес. Затоа што ние не можеме, прописите обезбедуваат објектот да не се сруши. Меѓутоа тоа не значи дека нема да се оштети. Објектот може да биде многу оштетен, целта е да се спасат човечките животи. Значи, не рушењето на објектот ги спасува објектите. Меѓутоа тоа не значи дека преградните зидови, фасадите, крововите нема да се срушат, да се обрушат, да предизвикаат секундарни штети или колатерални штети на други и да има делумни обрушувања од неконструктивни елементи. Густото градење практично го невозможува интервенцијата на службите кои треба да се завршат работа. Ќе се вратам на оваа тема, еден пример ми текна, но да се вратам на земјотресот во Турција, рекоте дека 7,8 беше магнитудата. Кога се прават модерни градби, кои што треба да издржат некој степен на земјотрес, кој е крајниот степен на магнитуда што треба една зграда да издржи? И во Скопје како се правени зградите кои што вие ги контролирате на некој начин? Видите, магнитудата само по себе ви кажав за издржуваат ли вие зградби кај нас? Би го издржале ли овој земјотрес, просто кажам, во колку бидат се запазени сите фази. Некои ги викаат талки, карики во Синџирот од не доколку проектирање, доколку се запазени. Се запазени, треба прописот гарантира дека тие нема да се срушат. Овие прописи сега во колку се за таму каде што се запазени. Проектниот земјотрес кој е дефиниран во прописите во нивото, тие не треба да се не би требало да се случи оно што се случи во Турција. Во Турција. За Скопје говориме, за Македонија генерално. Затоа што прописите го обезбедуваат вклучувајќи ги високите згради, овие Джевакир, ова новата. Да, видите,
самиот земјотрес, секоја конструкција, секој објект си има своја карактеристики, тоа се единствени, си има динамички карактеристики. Поимот резонанс треба секој да се избегне, значи резонансот кој постои од динамичките карактеристики на зградата, тлото и земјотресот. Затоа не може на секој почвено тло да се гради објект кој има периоди на осцилирање блиску до основната периода на самото тло, а фреквентниот состав на земјотрес секогаш е различен. Не постојат два земјотреси идентични со ист фреквентен состав, каде што е сконцентрирана енергијата, иако потекнуваат од ист расет. Малку да биде различно, различни објекти различно ќе реагираат. Некогаш реагираат пониските, покрутите, некогаш реагираат повисоките, зависи од далечни или блиски земјотреси. Меѓутоа, она што се случува за Скопскиот регион, тоа се локални земјотреси, во генерално плитките земјотреси се на помало растојание и повеќе се ќе бидат погодени пониските, покрути објекти, меѓутоа тоа не значи дека тие ќе се срушат. Професор Кичевиќ, освен градбите кои што се прават пред стандарди кои што треба се прават, има и доградби, често се прават и индивидуални, но и згради во Скопје, руските или не знам каде се прошируваат со габаритот им се зголемува, спратови има 2-3 плюс се додаваат на стари градби кои што можеби се правени дури по земјотресот или го издржале земјотресот. Што со нив? Тие се заекнуваат барем малку од малку, мислите дека колку толку се постигнува некој стандард на издржливост? Лично, моје мислење дека тоа не треба да се прави. Прво, да кажеме, од по-малото зло, секој објект е нечие уметничко дело, авторско дело. Вие со додавањето на било што вие го менувате, значи правите, кршите авторски права. Настрана тоа, значи или го можда некој мисли дека го разубавува, меѓутоа го нагрдува на што било претходно направено. Од друга страна, додавање било што на нешто старо само по себе значи дека тој ќе има поголем товар. Дали некој тоа го зајакнал, како го зајакнал, тоа е знак на прашање. И сметам дека тие аномалии кои се уставно кажано се повлекуваат на некоја си помала врата, не би требало да се прават. Затоа што не може никој со сигурност да се тврди како ќе реагира тој спојот на старо и со ново. Мислам дека таа пракса треба да се избегнува да се напушти. Поготово доградби, разбираме ние нашиот стандард, ние сакаме да се прошириме, да направиме, стандардот не ни дозволува да купуваме нови станови, цените отидоа до и растат и се уште ќе растат. Меѓутоа земјотресот, природните сили не простуваат грешки. И не простуваат вакви нерегулирани состојби. Јас сум лаик, случајно по професијата или приватно, 2 пати сум бил во Каиро. Во Каиро има таква густина на населеност на зградите, правени се во времето на социјализмот, Насер дал право на граѓаните, се разбира од политички причини. Има многу дивоградби, доградби, надградби и цели квартови, ми се чини, илјадници згради се напуштени. Тие не може да не се струшат, да земеш да ги рушиш, што треба. Не може, ама чини многу. Ке чини милиарди. Напуштени се затоа што се таква густина, што една зграда ако се запали или ако има земјотрес, тоа ќе биде пепел ќе се сторат. И од тие причини че нема пристап, нити пожарна може да дојде, нити брза помош може да има пристап. Така да на лице место видов што значи така густа градба каде што веќе не може да се интервенира на ниеден начин. Се плашам дека ако продолжиме на овој начин за кој што вие говорите, ние немаме стандард, доградба, надградба, сите тргнале кон Скопје да купат станови. Не викам дека станува толку густо што нема зелени површини, нема. Не се толку запазени, мислам, сепак е се лимитиран бројот на тие надградби и доградби, не е тоа масовно. Сепак преовладува. Мислам дека нема да може, затоа што нема простор каде тоа да го прават и на кои објекти. Оно што е дека се гради, имаме нова градба, имаме нови прописи
и битно е да се запазуваат прописите и да се почитуваат сите постапки кои се во Има едни... самиот проект, процес, не само на проектирање, туку и на градење. Има, сега говориме лаички, затоа сте вие тука, има два типа што се забележителни како архитектонско издание. Има долги, ниски згради, со еден или два пролази измеѓу, дали се тие случаи, имаме висока градба, веројатно. Кои се побезбедни, зошто се прави овој пролаз во оние долги згради, петократници, шестократници? Има ли функција тој аспект? Ова исто прашање беше поставено вчера на воркшопот што имавме. Не прашање, туку прашање и одговор од страна на професор од Јапонија. Истово, која е побезбедна, ниска или висока? А не сум го слушнал професорот од Јапонија. Мислам, вчера беше Да. Истото прашање и е логично прашање за луѓето кои за јавноста која не се бави со проблематика, оно што го објаснив јас дека во зависност од самиот земјотрес, неговиот фреквентен состав, некогаш повеќе ќе ги побуди пониските, некогаш повеќе ќе ги побуди повисоките згради, кои ќе ги натера да осцилираат и да да влезат во резонанс и да се случат оштетување на самите објекти. Зошто се ставаат? Затоа што кога имате долги објекти, објектот може да, заради да не дојде до усукување, односно неравномерно да прописите се такви да објектите доминантно треба да бидат побудени во првиот тон на осцилирање. Значи треба да имаме транслаторно, нормално во тие тон, вакво се затоа објектите и се делат на многу долги објекти, при дејство на земјотресот може да дојде до усукување на самото објект. Затоа што е не може да се обезбеди висока, доволна крутост. Затоа ние ги делиме на одредени со дилатации, сеизмички фуги ги викаме сеизмички дилатации, за да објектот има да обезбеди потребната бочна крутост за да ги обедини сите конструктивни елементи да работат заедно. Ако имате долг објект, може да се случи да имате торзиони влијанија кои се неповолни при дејство на земјата и мора да се избегнуваат. И кај овие што се самите единици кои се одвоени со дилатации фуги. Големите објекти, како бидејќи имаат се флексибилни, имаат големи високи периоди на осцилирање, тие се повеќе ќе бидат подложни на земјотреси кои се далечни, подалеку, кои имаат долгопериодични компоненти во својот фреквентен состав и може да се случи, тоа го имаат во Јапонија го имаат тој проблем со долгопериодичните компоненти на земјотреси кои се јавуваат далеку од јапонскиот брег, веќе со патувањето и доаѓањето во урбаната средина, поготоа каде што има алувиални нанеси, доаѓаат до амплификација на овие влијанија и после поминувањето на земјотресот, минута-две доаѓа до активирање на компонентите кои ќе го доведат во резонанс тие високи згради и се јавуваат поместување може до 2 до 3 метри. Мислам, тие се проектирани тоа да го извршат, тие се нишаат, меѓутоа замислете го комодитетот вие да се шетате од метар и пол на ги има тие случаи, меѓутоа за такви работи постојат други напредни технологии кои се справуваат да го обезбедат комодитетот на самите станари или фирми кои се вработени, кои работат во тие висококатници со најразлични уреди кои и за дејство од ветар, кој што е многу почеста појава, но и за земјотрес. Се докажува се ми отиде паметот на овие огромни објекти во Дубај и во Кина по не знам колку катници ти издржуваат, значи Дубај нема земјотрес. Ама таму па има се градини на 500 Тоа веќе е друг проблем и друга техника и друг предизвик имаат градежните што градат во тие услови каде што имате песок, значи и со подобриното на начин на темелењето. Ако имате добра база, добра основа, не само за зграда, туку за се, ако е добра основата, вие може да додите нагоре. Уште две прашања имам кратки. Трговските центри, шопинг моловите, дали сте тие безбедни, правени? Тие се нетипична градба на стамбен објект, затоа прашувам. Видите, би требало да се конструкција како и секоја друга. Значи таа
Конструкцијата е предвидена со самиот пропис, ја има во прописот, проектирана според пропис, градена според пропис. Ако се задоволени тие услови, сигурно се сигурно. Неблагодарна е однапред да се тврди, да се кажува, воколку немате увид во самата проектна документација, воколку не сте биле дел или ги имате извештаите оно како е градено, што е правено, што е вградено, со кои проблеми се случиле, остраните се, неостраните. Најлошо е воколку ако има проблем, проблемот се премолчи. Додека сум јас, нема да има земјотрес, или во Скопје нема да се случи земјотрес, јас гарантирам. Такви изјави не можеме. Земјотрес може да се случи утре, прекутре, другиот месец, другата година. Ние треба да бидеме подготвени да живееме со земјотресите. Тоа се дел од нашето секојдневие. Треба да се научиме дека во наша држава дека има прописи за проектирање сеизмички отпорни конструкции, дека тие имаат своји ограничувања, дека желбите на инвеститорите, на проектантите, на архитектите, на станарите не можат 100% да бидат задоволени, дека проекти кои се наменети за друга држава, друг пазар, Германија, Шведска, Јужна Африка, Дубај, едноставно не може да бидат пресликани и пременети кај нас. Не заборавив да ве прашам нешто што го споменавте во одговарањето на градбите и дали некои дополнителни елементи може да споредни, да предизвикаат штета, тоа се фасадите. Може. Фасадите во Скопје станаа барокни. Не само што беше уништен она што велите вие, проектот на авторот кој што го замислил како треба да изгледа, доби нов лик, колку овие фасади се навистина безбедни. За тоа не сме говореле, но не делуваат дека се. Тоа е говорите дека треба да се почитуваат принципи. Тоа е направено. Фасадите не се офатени со прописите за проектирање сеизмички отпорни конструкции. Се уште неконструктивните елементи полека навлегуваат и се дел од се има обиди како да се внесат во прописите за сегашните прописи кои беа кај нас, еврокодовите, првата генерација, кои треба од следниот септември, 2 септември да бидат единствени прописи за проектирање и градење кај нас во нашата држава, конструктивните елементи не ги третираат тој начин, значи не подлежат на некакви си принципи за асеизмичко проектирање, туку тие врски треба да ги задоволат одредени статички товари. Постојат начини, меѓутоа не се целосно опфатени со тоа. Не се, но да не биде сега зградите се безбедни, ама при помал потрес да почнат да паѓаат, нешто ќе паднат, што ќе се открие старото лице, ќе направат штета и на луѓе и на минувачи, на автомобили. Значи треба што поскоро и тие да станат дел од ова. Не можам да кажам однапред во нешто што немам увид, дали е како тие врски се испроектирани, како се изведени. А кој ги контролирал тие? Видите, во нашиот закон за градење и пропис има дека се има надзор. Се има проектантски надзор, се има надзор на изведување на градежните работи. Ама тие не влагаат во ИЗИС обврските? Видите, ние за фасади немаме обврска. Имаме обврска како институција, како институт кој е со законот за градба од 2013 година единствена институција во државата кој има добиено одобрение од владата да за сите објекти кои се градат во државата издава мислење за проектиран степен на механичка отпорност, сеизмичка заштита и за објекти над 300 метри квадратни, односно за објекти кои не се наменети освен за индивидуално домување до 300 метри квадрат. За сите други објекти, без разлика на квадратурата, дали се индустријски деловни, ние треба да имаме обврска да излеземе 2 пати на терен, да провериме дали конструкцијата на објектот се гради согласно проектот кој бил во ИЗИС, добил позитивно мислење
и во основа на тој добил одобрение за градење. Меѓутоа, треба пак да напоменеме, ние со тие две излегувања вршиме контрола како е градена конструкцијата, меѓутоа не може 100% се да откриеме. Надзорот на објектот кој е должен да биде присутен 24/7 ако треба, и тој не смее да дозволи ништо, затоа што тој дозволува и подпишува дека арматурата е согласно проектот поставена, зборам за армирани бетонски конструкции, дека врските челични се такви, толку завртки, заварите се, и дека може да се зборам за армирани бетон, дека може да се бетонира и да се оди понатаму. Не разбирам. Но за фасадиве нема. Фасадите не се дел, тие се третираат како неконструктивни елементи, не влијаат на однесувањето на објектите, сигурно, бидејќи едно е да имате тешки фасади, друго е да имате лесни фасади. Нивното обрушување и рушење секогаш се потенцијална опасност, и големите стаклени фасади, алуминиумски фасади исто се. Меѓутоа, ако се добро проектирани и изработени, верувајте дека ризикот е минимален. Постои ризик. Ризикот никогаш не можеме да го избегнеме, меѓутоа целта на нас, инженерите, е да го смалиме ризикот. Колку што е можно, повеќе со нашето професионално, етичко, морално залагање во сите овие фази на проектирање и на градење. Останува на нас, како ИЗИС бил секогаш за Скопје, ИЗИС и оваа година почнува кампања за одбележување на 60 години Скопскиот земјотрес, ИЗИС за Скопје, значи од 65 година наваму, ИЗИС работи за Скопје, работи за оваа држава, за учествува во донесувањето на сите прописи за проектирани сеизмички отпорни конструкции. Од 2000 до 90 година луѓето забораваат дека после 81 година сите објекти кои беа над 5 ката мораат да поминат на дополнителна контрола во ИЗИС заради различниот начин на задавањето на сеизмички сили. 2013 година се направи друго, значи сега не само тоа доаѓаат сите објекти да ги провериме дали контролите, не треба да се плашиме од контрола. Никој не треба да се праша од контрола ако тоа се добро се прави. И немаме никакви задни намери. Во инженерството сите грешки, поготово градишно, се плаќаат она што го гледаме во Турција. Благодарам што сте гости во Утински печат. Благодарам и нас. И фала на Богу што Скопје го има ИЗИС, кој што се надевам и во иднина ќе има активен придонес во градењето на безбедни објекти во Ние секогаш сме тука и професионално да извршуваме и етички нашата задача така како што треба, а не така како што ние мислиме. Благодарам уште еднаш за учеството. Почитувани гледачи, еве од прилика видовме причините и последиците во Турција. Беше добро да направиме една споредба како е во Скопје. Мислам дека пораката дека ние можеме да бидеме безбедни колку што е тоа Господ дозволува, не знаеме кога ќе се случи, но некој искуство сме стекнале со земјотресот од 63 година, така да граѓаните може да бидат мирни, но политичарите и проектантите да внимаваат малку повеќе, да не претеруваат со густината на зградите што ги градат.